Житие на преподобната мајка наша, Марија Египетска. Постојат животи што започнуваат во темнина, но завршуваат во светлина што ги осветлува вековите. Таков бил животот на преподобната мајка наша, Марија Египетска. Жена која што од длабочината на падот се издигнала до височината на светоста. Во Египет се родила девојка која уште од рана младост го оттурнала Бога. На 12 години го напуштила родителскиот дом и заминала во Александрија, каде што нејзиниот живот потонал во безмерен разврат. 17 години живеела во страсти, не заради нечесна печалба, туку од внатрешен оган што не можел да се засити. Таа самата подоцна сведочела дека не барала ни богатство ни дарови, туку само повод за грев. Но токму таму, во таа бездна, почнала да дејствува Божјата промисла. Еден ден Марија видела мноштво луѓе што оделе кон светиот град Ерусалим за празникот на воздвижението на чесниот крст. И таа тргнала со нив, но не за покаяние, туку за да продолжи со својот соблазнителен живот. Не ни насетувала дека токму таму ќе се соочи со вистината и со призивот за преобразба. Кога стигнала пред светиот храм, се обидела да влезе заедно со сите, но нешто невидливо ја оттурнувало. Секој чекор кон вратата бил сопрен од некоја невидлива сила. Колку повеќе се трудела, толку повеќе се чувствувала оттурната. Сите влегувале, само таа останувала надвор. И тогаш, за прв пат во својот живот, се соочила со себе си. Скршена духом, со горки солзи, се повлекла во еден агол и сватила. Неа не ја оттурнува сила од надвор, туку сопствениот грев. Го подигнала погледот кон иконата на Пресвета Богородица и со трепет извикала: "О, владичице, јас сум недостојна да те погледнам, но ако ми дозволиш да го видам крстот на Синот Твој и Бог мој и да му се поклонам, ветувам дека ќе го оставам овој гревовен живот и ќе тргнам по патот на спасението." И во истиот миг невидливата врата се отворила. Влегла во светиот храм, го видела чесниот крст и паднала пред него назими. И во таа понизност, нејзината душа започнала да се возвишува. Излегувајќи од храмот, слушнала глас: "Ако го преминеш Јордан, ќе најдеш мир." Без да се двоуми, таа оставила буквално се: минатото, телото, страстите, светот, и тргнала кон пустината. Таму започнала вистинската духовна борба. Пустината станала нејзин дом и огледало на нејзината душа. Првите години биле страшни. Спомените од минатиот живот страшно ја гонеле и ја гореле. Телото ја влечело назад, желбите се враќале со сила, жетта, гладот, студот и жештината ја притискале од сите страни. 17 години таа макотрпно се борела, не со луѓе, не со зверови, ами самата со себе си. Често паѓала на земја и со солзи се молела, повикувајќи ја Пресветата Богородица да ја избави од натрешниот оган. И секогаш, по долгата ноќ на подвиг и борба, доаѓала тишина. Со текот на времето, страстите замолкнале, телото се смирило, душата се очистила. Поминале 47 години живот во суровите услови на пустината. Не читала книги, немала учители, но само Словото Божјо живеело во неа и ја учело. По тие дни, во пустината дошол старецот Зосим, искусен монах кој мислел дека веќе достигнал голема духовна височина. Бог го испратил во еден од тамошните манастири за да научи и да се смири. По долги денови поминати во пустината, за време на светиот и велик пост, здогледал нешто како човечка сенка. Тргнал по неа, додека конечно не слушнал глас: "Ава Зосиме,
се в чудо не видел. Таа го знаела по име. Кога ја видел, бил потресен. Исушено тело, изгорено од сонцето, но лице исполнето со мир. Таа била Марија. Кога му го раскажала својот живот, старецот се расплакал. Пред него стоела жена која од најдлабок пат се издигнала до небесна чистота. И тогаш видел нешто што го надминува разумот. Додека света Марија се молела, почнало да се издигнува над земјата. Старецот паднал во страф и восхит. Следната година, на нејзина молба, свети Зосим повторно дошол на Јордан, на договореното место, носејки света причест. И тогаш се случило чудо што ја потресло самата природа. Марија го осенила Јордан со крсниот знак и тргнала по водата како по цврста земја. Ноќта била тивка, месечината светела, а водата й се покорила на светоста. Откако се причестила, воздивнала, сега отпушти ја слугинката своја Господи во мир. Го замолила старецот Зосима да дојде и следната година и исчезнала. Една година подоцна, свети Зосим повторно тргнал во пустината. По долго барање ја нашол, но веќе не била жива. Лежела мирно на земјата, со рацете прекрстени и лицето свртено кон исток. Телото й било неподвижно, но полно со благодатен мир. Старецот паднал на колена и заплакал. До неа, на земјата прочитал напишани зборови: "Погреби го, ава Зосиме, на ова место, телото на смирената Марија. Предај му го правот на правот. Моли го Господа за мене." Се упокоив на 1 април, во самата ноќ на спасоносното страдание Христово, по причестувањето со божествените тајни. Ја предала својата праведна душа истиот ден по светата причест и нејзиното тело лежело неповредено од силите на смртта цела една година. Светиот старец Зосим се нашол во недоумица, како да ја погребе, бидејќи немал ни сили, ниту соодветни орудија за копање. Но по молитвите на преподобната, тогаш се случило нешто чудесно и мощно трогателно. Од ненадеж, од пустината дотрчал лав, голем и силен, но кроток како јагне. Пристапил до телото и ги лижал нејзините нозе, како да и се поклонува на големата светиња. Зосим се исплашил, но потоа разбрал дека и створот ја препознава светоста. Му заповедал над зверот: "Лаву, бидејќи големата покајница ми нареди да го погребам незиното тело, а јас сум стар и не можам да ископам гроб, ниту ги имам потребните алати за копање, ти ископај гроб со своите шепи, за да го предадеме на земјата телото на преподобната." И тогаш лавот почнал да копа со своите шепи. Така, во тишината на пустината, старецот и зверот заедно ја погребале светителката. Кога се вратил во манастирот, Зосим раскажал се што чул и видел. Сите длабоко се восхитиле и се трогнале. Житието на светата Марија Египетска останало како сведоштво за една вистина што не старее, дека нема пат што Бог не може да го преобрази од бездна до светлина, од грев до благодат, од грешник до светител. И затоа црквата ја поставила преподобната Марија како образец на покаяние за сите времења. Споменот на преподобната мајка наша Марија Египетска се слави на денот на нејзиното упокоение, односно на 1 по стар или 14 април по нов стил, и особено во 5-тата недела од честниот и велик пост посветена на неа. Нејзините молитви и благослови нека бидат со сите нас. Амин.